Елиезер, за патот, за вистината, за животот. Втора збирка од полки, 17 глава. Господ го создаде човекот од земја и пак во неа се враќа. На луѓето им даде одреден број денови и одредено време. Им даде власт над се што е на земјата. Ги облече во сила според нивната природа, ги создаде според образот свој. Во секој создание вдахна страв кон нив, за да владеат над зверови и птици. Им даде разум, јазик и очи, уши и срца да расудуваат. Ги исполни со знаење и разбирање, им го покажа доброто и злото. Окото свое го стави во нивните срца, за да им ја покаже величественоста на своите дела. Тие ќе го прославуваат неговото свето име, за да објавуваат големината на неговите дела. Го зголеми нивното знаење, законот на животот во наследство им го даде. Вечен завет направи со нив и ги поучи на своите судови. Очите нивни го видоа величието на славата, а увото нивно ја чу славата на неговиот глас. Бог им рече: пазете се од секоја неправда. На секого од нив му заповеда како да се однесува со ближниот свој. Патиштата нивни секогаш се пред него, нема да се сокријат од очите негови. На секој народ водач му постави, а Израел е господовиот дел. Сите нивни дела како сонце се пред него, очите негови секогаш ги пазат нивните патишта. Нивните неправди не се сокрија од него, сите нивни гревови се пред Господа. Милостината човекова како печат е во него, добротворството на човекот ќе го пази како зеницата на окото. Потоа ќе стане на сите и ќе им плати, платата нивна врз главата ќе им падне. Само на покајниците им дозволува да се обрнат, ги бодри оние кои што изгубиле трпение. Сврти се кон Господа, остави ги гревовите, моли се пред него и намали ги навредите твои. При Севишниот врати се, од неправдата одврати се, замрази ги одвратните работи. Севишниот, кој ќе го прославува во пеколот, наместо оние кои што се живи и оддаваат почести. Од мртовец нема прославување, бидејќи е мртов. Оној што е жив и здрав ќе го прославува Господа. Колку е голема добрината на Господа и милоста кон оние што се обраќаат. Човек не може се, зашто синот човечки не е бесмртен. Има ли нешто посветло од сонцето, но понекогаш и тоа потемнува. Исто така и телото и крвта на зло ќе помислат. Силите на високите небеса тој самиот ги надгледува, а сите луѓе се само прав и пепел. Втора збирка од полуки, 18 глава. Се создал оној кој вечно живее. Само Господ е праведен. Никому не му дал делата негови да ги објаснува. Кој може големите негови дела да ги исцрпи? Кој може на величието негово да ја измери силата? Кој може неговите милости да ги искаже? Не е можно да се намалат, ниту е можно да се зголемат. Никој не може да ги исцрпи чудесните дела Божии.
Кога човекот мисли дека нешто завршил, тоа е само почеток, а штом престане, збунет е како и секогаш. Што е човекот и зошто е? Што е неговото добро, а што неговото зло? Деновите на човекот се многу, ако се 100 години, а во споредба со вечноста, тие се како капка вода или зрно песок во морето. Затоа спрема луѓето Господ е долготрпелив, ги обсипува со своите милости. Тој гледа и знае колку е беден нивниот крај. Затоа толку многу им простува. Милоста на човекот е само спрема неговиот ближен, а милоста Божија за се што е живо. Господ ги прекорува и вразумува, поучува и ги враќа, како пастир од стадото свое. Милостив е спрема оние што се вразумуваат и спрема оние кои ревностно се враќаат кон законот негов. Синко, добрите дела твои не врши ги со прекор, и подароците твои не давај ги со навредливи зборови. Росата нели ја освежува жегата, поскапоцен е зборот од дарот. Нели зборот подобар од добриот дар, а добродетелниот човек го има и едното и другото. Глупавиот немилосрдно прекорува, а дарот од завидливиот очите ги суши. Помисли пред да проговориш. Грижи се за себе пред да се разболиш. Сам испитувај се пред да ти судат. Во часот на посетата Божија ќе бидеш помилуван. Понизи се пред да се разболиш, а кога си сгрешил, покај се. Ништо да не ти пречи заветот да го исполниш навреме. Не одлагај пред самата смрт да се оправдаш. Пред да почнеш да се молиш, приготви се. Не биди како човек кој Господ го искушува. Мисли на гневот во смртниот час и на часот на одмаздата, кога Бог лицето свое го свртува. Во време на изобилие помисли на глад, а во времето кога си богат на сиромаштија и немаштија. Од утро до вечер времето се менува, пред Господа се брзо одминува. Мудриот човек во се предпазлив ќе биде, во деновите на гревови од безгрижност ќе се пази. Секој кој што е разумен мудроста ја препознава и ќе го почитува оној што ја придобил. Оние што ги сваќаат мудрите зборови и сами стануваат мудри, па и другите со мудроста ги обсипуваат. Не оди по твоите страсти. Скратувај ги твоите грешни желби. Ако ги задоволуваш грешните желби на својата душа, ќе те направи за подбив пред твоите непријатели. Во раскошен живот не борај радост, ни приврзувај се за гозби срамни. Гледај да не осиромашиш, гостејќи се со позајмени пари, кога ништо немаш во твоето кесе. Втора збирка од Полки, 19 глава. Работник пијаница никогаш нема да се збогати, а оној што ги презира малите работи набргу и без нив ќе остане. Виното и жените ги расипуваат и разумните луѓе, а кој се врзува со блудница ќе стане бесрамник. Гниењето и црвите ќе го наследат, бесрамната душа ќе биде погубена. Лесномислен е оној што брзо се доверува, а кој греши, греши против својата душа. Кој ужива во злото, казнет ќе биде, а кој им се спротистави на грешните желби, тој животот свој ќе го венча. Кој јазикот свој го воздржува,
мирно ќе живее и кој мрази мрморење, злото го прогонува. Не повторувај ги зборовите што ти се доверени и ништо нема да ти недостасува. Не доверувај ништо ни на пријател, ниту на непријател. Ако тоа не е грев за тебе, не откривај го. Зашто оној што ќе те слуша, ќе се припазува од тебе, а по извесно време и ќе те намрази. Ако слушнеш нешто, нека умре во тебе, биди како гроб, не плаши се, нема да те раскине. Кога неразумниот нешто слушне, го обземаат болки, како родилка при породување на новороденче. Како што е стрелата забодена во бедро, таков е и зборот во срцето на неразумниот. Праши го твојот пријател, може би не го направил тоа, а ако го направил, да не го прави во еднина. Праши го пријателот, може би не рекол ништо, а ако рекол, да не го повторува во еднина. Прашај го пријателот твој, зошто често има клеветење и на секој збор не верувај. Некој греши со зборови, но не и со душа. А кој не сгрешил со својот јазик? Распрашај го ближниот твој пред да го заплашуваш. Дај му место и на законот на Севишниот. Секоја мудрост е Господен страв, секоја мудрост е извршување на законот. Не е мудрост да знаеш да правиш лошо. Во совет на грешници разумност нема. Има итрина и таа е гнасна. Луд е оној што мудрост нема. Подобре сиромашен со знаење, но со страхопочит кон Господа, отколку богат со знаење, а да го прекршува законот. Има лукава итрина во служба на неправдата. Има и изопачување на вистината. Корист да се добие. Има човек што оди подгрбавен и натажен, но однатре е полн со подмолност. Го наведнал лицето и се прави глув, но тој ќе те измами и кога не мислиш. Ако немојкта му попречила да сгреши, но што можност му се даде, ќе ти направи зло. Човек се познава по изгледот и по изразот на лицето, разумниот го познаваме. Облеката, смењето и начинот на одење покажуваат каков е човекот. Има прекор, што не е навреме, а има и таков што може да се премолчи. И тоа е благоразумно. Елиезер,